општество во кое молчењето се негува како вредност во општеството, кое е лишено од диалог и јавна расправа, не може да очекуваме баш никаква иднина. Затоа ве повикувам да не молчите, нема табу теми. И ова е прилика, ваквите прилики треба да се користат за се. Професорот Пендаровски даде едно убаво објаснување за петтиот столб. Сакам јас да се надоградам на тоа. Петтиот столб од визијата за Македонија е врзното ткиво на платформата, една силна и јака компактна база врз која со граѓаните ќе ја градиме нашата програма, нашата иднина заедничка. Градиме едно општество. Во таа насока јас денес кратко ќе се осврнам на мултикултурализмот и со животот помеѓу различните во нашето општество. Живееме на Балканот, на простор каде што обстојуваат и екзистираат многу етнички заедници, различни етнички заедници. Како можеме да дојдеме до заедничко разбирање меѓу себе? Мојот одговор би бил диалог. А диалог во оваа земја може да има само тогаш кога ќе му дозволиме на другиот и поинаквиот сам да се представи таков каков што е. Сам да ја артикулира својата позиција, а не стално да имаме фиксација на наша сопствена представа за другиот и поинаквиот, кои се најчесто полни со предрасуди, стереотипи и потполно непознавање на другиот и поинаквиот. Тоа што сме повеќе или помалце соочени да живееме едни покрај други, тоа воопшто не значи дека ние се познаваме. Клучните проблеми во ваквата состојба во нашето општество е нашето игнорантско однесување на ваквите состојби, на неправдите кои се случуваат околу нас. А игнорирањето и долгото премолчување на проблемите кои се случуваат околу нас ги фрустрираат луѓето, а фрустрацијата поминува во омраза помеѓу луѓето. А тука се политичките профитери најактивни. Тој момент и го очекуваат. За да го сопреме ова лудило и поделби по секој основ од страна на некои политички елити кои лесно го манипулираат и користат оваа ситуација и лесно го манипулираат народот, единствен заклучок во овој момент би бил и логичен заклучок е градењето на едно општество дека нема друга алтернатива. Но како до целта? Како до едно општество, како до едно општество за сите? Само со честен пристап, добра волја, диалог и визија, овие се четирите елементи, овие четири елементи се базата за градење на едно општество. И на самиот крај би сакал за оваа прилика ќе наведам неколку приоритети кои се од суштинско значење: враќање на слободата и демократските вредности, со што мултикултурализмот ќе стане вредност во нашето општество, вреднување на луѓето не според етничка или било каква друга припадност, туку по капацитетот кој можат да го вложат за да ја направат оваа земја подобро место за живење,
слобода во изјаснувањето на националните, верските, политичките и секакви други чувства, наместо насилие, наметнување на волја и уцени за права за гарантирани со устав, како што се работа, функции, се останато. И на самиот крај, сакам да ви кажам зошто платформата Визијата на Македонија треба да е победничка. Затоа што не е пишувано од бирократи кои седат по канцеларии и не знаат ни како е надвор времето. Пишувана е врз реални проблеми и врз реални потреби на граѓаните и пишувана е на терен, заедно со граѓаните. Ви благодарам.